Муцунски, денеска и вчера сте во Брисел. Имавте средби со повеќе високи европски политичари. Зашто беше разговарано таму и какви се вашите впечатоци? Во текот на овие 2 дена навистина успеавме да сретнеме голем број релевантни лица. Вие наброевте неколку од нив, новиот лидер на ЦДУ Анегрет Крамп-Каренбауер, господинот Девид Мекалистер, кој што покрај тоа што е подпредседател на Европската народна партија, председава и со Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент и други релевантни лица во Брисел. Успеавме да афирмираме дека е стратешки потребно Република Македонија во јуни оваа година да добие датум за отпочнување на пристапни преговори со Европската унија, што мислам дека е од значење за поширокиот општествен интерес на нашата земја, односно да продолжиме да се движиме напред кон евроатлантските текови, што е стратешки приоритет не само на нашата партија, туку и на нашата земја. Од друга страна, ги афирмиравме ставовите на ВМРО ДПМН и афирмиравме дека во Република Македонија има сериозен недостаток на владењето на правото, имаме селективен правосуден систем, се соочуваме со огромни предизвици во развојот на економијата, во животната средина и многу други прашања кои што ги засегаат нашите граѓани. Истакнавме дека ВМРО ДПМН ќе учествува активно во реформскиот процес кој што пред се има за цел да го поспеши процесот на европска интеграција, но тоа ќе го правиме во принципиелни рамки. Што значат тие принципиелни рамки? Значи дека ќе поддржиме и активно ќе учествуваме во создавање на законски решенија кои што ја заштитуваат правната држава, законски решенија кои што секако се на линија на меѓународните принципи и во рамките на Европската унија, но и други институции кои што се бават со оваа проблематика кој што секако е актуелна. И исто така, никако не смееме да продолжиме со тој тренд на создавање на законски решенија за заштита или промоција во дадената ситуација на одредена мала група поединци. Во рамките на тие неколку принципи кои што се во интерес на создавање на одржливи законски решенија, посебно во правосудниот систем и во безбедносните структури, немаме сомнение дека има капацитет и власта да го препознае, а ВМРО ДПМН секако проактивно ќе учествува, секако држејќи се до рамките на принципите. Верувајте, во Брисел добивме целосно разбирање за тоа и максимална поддршка да продолжиме по патот кој што ние го имаме зацртано како најсилната политичка партија во Република Македонија.